Добре вечер, почитувани пријатели, љубители на уметноста. Добре дојдовте во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе. Чест ви е да ве поздравам од името на Домот на културата, да ви посакам добре дојде и да ве воведам во настанот кој следува, во отварањето на една исклучителна ликовна изложба на еден исклучителен уметник, академскиот сликар Драги Хаджи Николов од Гевгелија. Вам на многумина ви е познат, ако не друго, затоа што тој пред се пријател на уметноста од Кавадарци, учесник на нашата ценната меѓународна ликовна колонија Михајлово Кавадарци. И според сликите кои што се пред нас ова вечер, и сами можете да дојдете до некој заклучок што тоа работи нашиот вечерашен гостин. Можам да кажам дека Драги Хаджи Николов, Аджи, е роден 1956 во Скопје, дипломирал на Факултетот за ликовни уметности сликарство исто во Скопје, а денес живее и работи во Гевгелија, каде што и успешно твори во неговото ателје. Освен што е редовен учесник на најквалитетните ликовни колонии во Македонија, нашиот вечерашен гостин е познат и по исклучително посетените самостојни изложби, учествувал на бројни групни изложби. Јас не би должел, би оставил тоа човек кој што има уметноста во своите раце после мене да каже нешто за изложбата, само ви кажал две реченици. За уметноста на Драги Хаджи Николов, Аджи, академик Георги Старделов ке рече. Тој ги донесува на сцената своите слики, од кои некои во нивната девствена убавина, изработени од народниот гений, дамнешни веќе заборавени стари предмети, што биле нераскинлив дел од нашата македонска куќа. Гледајќи ги неговите слики, запираме во еден ведар свет на убавина, единствен и неповторлив. Наспроти стандардниот и пластифициран свет на технизираниот живот кој денес го живееме. Освен академик Старделов и многумина познати академици, од ликовни уметници до мајстори на пишаниот збор, имат многу кажано за уметноста на нашиот вечерашен гостин уметник. Една реченица мене ми дојде интересна, кој што во суштина многу опишува, а во неговиот напис во каталогот кој што ќе го имате сите во рацете вечерва, академик Васко Ташковски ке рече: овие подзаборавени предмети, реинкарнирани во сликите на Хаджи Николов, за секогаш ќе бидат заштитени од исчезнување во идните времиња. Јас го поканил академскиот уметник Ванчо Кеков да каже неколку збора за денешната изложба, пред да му дадеме збори на нашиот гостин уметник Драги Хаджи Николов. Повлеќе. Па вака, ќе се обидам да кажам јас неколку збора, без разлика што многу поголеми уметници од мене и многу поголеми познавачи на ликовната уметност имаат толку многу кажано за вечерашниот наш гостин, Драган Хаджи Николов Аджи, кој што има прилика да го запознавам, имајќи во предвид дека неколку години поред е учесник на нашата меѓународна ликовна колонија. Видов дека како гостин кој што се труди од своето творештво да ни остави како сведоштво на своето постоење и гостување негово, ликовни дела кои што навистина заслужуваат епитетот на голем ликовен уметник, еден представник на
македонското сликарство, кој што остава и се уште остава силни белези во ликовната уметност. Јас ќе се обидам да направам едно мало мое видување на делата кои што како импресија ги добив гледајќи ги пред да почне изложбата, пред да биде отварањето. Можам да кажам дека имаме еден спој на традиција, еден спој на ликовна уметност, еден спој на едно вдахновение, едно посебно видување и автор кој што има свој препознатлив ракопис. Имајќи го предвид сето тоа, било што повеќе да кажам ќе биде излишно, меѓутоа, ако внимателно ги погледнеме делата, тоа што го кажав пред малку, традиција превладува во секој негово дело. Можеме да го почувствуваме дури и неговиот силен колорит, да го почувствуваме спојот на тоа што значи традиција, на тоа што значи реално и на експресија на неколку негови слики како фон. И префинето чувство можеме да го почувствуваме тоа кога гледаме делата, имаме едно профинетост во тоа што значи композиција. Нешто за кое што многу можеме да зборуваме, меѓутоа тешко можеме и да го разбереме ако човек тоа го нема во себе. Таков автор е авторот кој што имаме среќа вечерва да е меѓу нас, кој што не удостои да можеме да го видиме дел од неговото творештво и тврдам дека е еден од најплодните автори. Јас на крајот би му се заблагодарил на тоа што вечерва е меѓу нас, со тоа што ни ги донесе да ги видиме неговиот последен опус, иако гледам овде дела кои што се многу постари, меѓутоа сепак заслужуваат внимание. Уште еднаш му посакувам долг живот, му посакувам успешна работа и се надевам дека уште многу пати ќе биде дел од нашето ликовно живење во нашиот град. Ви благодарам. Пред се сакам да се заблагодарам на присутниве, кои најдоа време и начин на ова студено време да дојдат овдека да ја посетат мојата изложба. Благодарност до Маријан и Ванчо за убавите зборови искажени за мене. Благодарност до вработените во Домот на култура Иван Мазов Климе за перфектната организираност на изложбата и пред се благодарност до Кавадарчини и сакам да нагласам дека секако дека ми е чест да излагам дела во град во кој ликовната уметност има едно завидно ниво. Значи, тргнувајќи од Мазев, Шемов, Чемерски и генерациите кои доаѓаат по нив, фактички Кавадарци е град во кој ликовната уметност зазема едно високо ниво во областта на културата. Затоа сакам да кажам дека секако дека се гордеам што настапувам овдека вечер. Сакам исто така да кажам дека делата кои се изложени пред вас се дела работени во последните 2-3 години. Има 2-3 работи кои се постари, но по мој избор се вклопуваат во оваа колекција која е пред вас овдека. Техниката која е застапена е масло на платно, а делата се етно моменти, етно видувања кои настојувам да ги комбинирам со некои ликовни вредности и фактички да ја изградам целата приказка. Друго не би знаел што да ви кажам, единствено да ви се заблагодарам и да ве поканам да ги погледнете сликите, па евентуално и да ги прокоментираме. Благодарам.